Најавата за заострување на рестриктивните мерки кои ќе стапат на сила од идната недела, надлежните ги аргументираат со фактот дека во земјава има тенденција на влошување на ситуацијата. Денеска се регистрирани 143 случаи на новозаразени од 3101 тестирање и 2 починати. Досега утврдени се околу 30 инфицирани со делта сојот. Од тука и денешниот нов повик до граѓаните за вакцинирање, за како што велат од Министерството за здравство, да се избегне ново затворање и воведување полициски час. Граѓаните мора да покажат висока дисциплина, да се вакцинираат за да се заштитат самите, семејствата, децата, пријателите, колегите на работа. Ние не сме единствена земја која ќе воведе мерки. Многу порестриктивни мерки веќе се применуваат во земјите од регионот, Европа и светот, соопштуваат од Министерството. Новите рестрикции пред се однесуваат на работата на угостителските објекти. Секој граѓанин кој би сакал да посетува угостителски објекти треба да биде вакциниран. Пошто Државниот пазарен инспекторат ќе ги интензивира контролите, а дополнително угостителските објекти ќе имат под обврска да имат редарски служби или пак да ги проверат. Во внатрешните простори не можат да влезат и да примат гости во угостителските објекти од 16 август, значи од наредната недела. Според опозицијата станува збор за задоцнет и неефикасен сет антиковид мерки. За ВМРО ДПМН ова што владата го најавува се заплашувачки и дискриминаторски чекори. На праг на четвртиот бран, наместо да понудат решенија, тие репресираат и на сила и заплашувачки, дискриминаторски се однесуваат кон граѓаните. За СДСМ има само вакцинирани, а за живи не ги сметаат оние кои имаат створено антитела преку прележување на коронавирусот. Такви се над 200.000 лица кои имаат прележано коронавирус. Владеачкото парламентарно мнозинство порачува дека е важно што повеќе граѓани да се вакцинираат и да не наседнуваат на, како што велат, лажни информации. Ги повикуваме сите граѓани кои досега не се имунизирале да го сторат тоа побрзо, да се упатат до најблискиот вакцинален пункт и да го направат најдобриот можен чекор за да го заштитат своето и јавното здравје. Едноставно кажано, повеќе вакцинирани, значи помалку хоспитализирани и помалку рестрикции. Здравствените власти признаваат дека новиот бран на коронавирусот е тука и дека се забележува зголемување на притисокот врз болниците во земјава. Засега најпогодено е Тетово, а зголемување на бројот на ковид случаи се забележува и во Скопје, Гостивар, Куманово, Кичево, Каладарци. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.